Половина милион кубни метри дрва изгореа лани во шумските пожари што ја зафатија државата во август. Официјалните пресметки пресметале материјална штета од 38,7 милиони евра, покажува што туку објавениот годишен извештај на национални шуми. Дефинитивно, тоа е рекордна штета по еден од националните ресурси на земјата. Најголемиот дел од штетата го предизвикале 19 пожари во шума од мешан состав. Стои во извештајот. Најголем дел од штетите се направени во Пијаничко-Малешевскиот крај, каде освен шума изгоре и имот во приватна собственост. До општината доставени се околу 20 на барања. Барањата се на повеќе територии низ општината, значи едните се во кругот на село Мачево, другите се во кругот на село Водинарци. Имаме катастарска општина Митрашинци, исто така барања. Тие се сите во кругот на огромниот пожар што не зафати. Барањата најчесто се однесуваат на приватни парцели шуми, генерално, меѓутоа имаме и барања од овошни насади, претежно сливови. До Општинската комисија за проценка на штетите беа пријавени штети на 29 објекти и тоа станува збор за опожарени куќи, за викендици, за други помошни објекти. Проценката на сите овие објекти кои што се пријавени од граѓаните е завршена и елаборатот е доставен до надлежната комисија. Исто така до Општинската комисија за процена на штетите се поднесени 180 пријави од граѓани за штети од пожарите. Ова станува збор за пријавени штети на шуми, на овошни насади, земјоделска механизација, на живина и на стока. Оваа постапка е во тек и оваа постапка ја спроведува, посебно за штетите на шуми, ја спроведува јавното претпријатие Национални шуми. Инаку освен директна штета со загубата на дрвната маса, ланските пожари ќе имаат големи последици врз животинскиот свет, но и климатските посебности на регионот, како и снабдувањето со вода. Со оглед на размерите, значи со оглед на тоа колкава површина изгоре, а се проценува дека се некаде околу 5000 хектари, нели? Секако дека тоа во некои микроклиматски контексти ќе даде многу негативни резултати. Опожарената површина многу повеќе, да речеме, абсорбира од сончевата зрачна енергија, така да температурите сигурно ќе бидат повисоки. Тоа секако ќе придонесе испарувањето да биде поинтензивно, тоа ќе влијае на режимот на влага, со тоа нормално и режимот на врнежи. Самото тоа што имаме голем терен кој е опожарен, значи шумите се уништени, сето тоа ќе придонесе за поинтензивно брзо испарување на водата која што ќе паѓа од врнежите и тоа ќе се одрази значи на инфилтрација на овие води во подземјето и секако со тоа ќе се намали создавањето на подземните води. Во однос на претходните години, ланските пожари биле едни од најголемите и најтешките, чии последици ќе се санираат со години. Колку за илустрација, опожарената површина е 10 пати поголема, 12.350 хектари во 2021-та, наспроти 1234 хектари во 2020-та. За интензитетот на пожарите доволно зборува тоа што лани ги имало 204, а една година претходно точно двојно помалку.